И ова лето Куманово е центар на културните случувања со богата програма исполнета со концерти, фестивали, книжевни промоции, ликовна уметност и манифестации. Следните денови кумановци ќе имаат можност да ги проследат традиционалните манифестации, почнувајќи утре вечер од фестивалот Епикум преку 22-то издание на меѓународниот тамбурашки фестивал, Рома Труба Фест, Тумсток и на крајот Тумба Фест на 24 август. Организатор на настаните е Фондацијата за култура и спорт во соработка со неколку невладини организации, поддржани од градоначалникот и Советот на општина Куманово. Дел од проектите имаат финансиска поддршка и од Министерството за култура и туризам. Сите настани ќе се одржуваат на градскиот плоштад со почеток од 20 часот. Денеска сите организатори кои што учествуваме во креирањето на Кумановското културно лето ќе направиме пресконференција со цел да ви информираме за сето она што ќе се случува деновиве во Куманово, поточно започнувајќи од 19 август па се до 24 август. Имаме една недела на разни фестивали, кои што овие фестивали се различни сами по себе. Имаме музика за секого и за сечи вкус, традиционални фестивали, фестивали кои што се во годишна програма на општината и фестивали кои што се поддржани од градоначалникот и од Советот на општина Куманово. Овој пат фестивалот Кнга Епике ќе доаѓа под името Епикум, кој е исти фестивал. Али ова промена на ова име кошташе многу, да ви кажам право. Што припаѓа до фестивалот, продолжуваме, значи, трета година поред со рок песни и рок heavy metal ќе имаме нешто. Првиот ден нека почне јако црсто, а после продолжуваме со другите денови кои што имаат фолклор и други вида музика. Имаме настапувачи од Албанија, од Косово и од Македонија, кои ќе се водат преку бендот, професионалниот бенд, и исто така имаме поканети и моторџии од сите држави на околина, кои ќе доаѓаат посебно за овој концерт. Сметат дека е некој голем фестивал, така да и доаѓаат од сите земји. Очекуваме да имаме голем број на публика. DJ Мисровски почнува од Албанија доаѓа со пуштање музика, која е довече од тука, во Барбика. После Цени кафеџиви ќе доаѓа. После ќе Биби Почи, огромна звезда на рок музика, на албанската рок музика. После ќе доаѓа Ерина Сейтлари од Тирана, позната пејачка на heavy metal жанрот. После овие двата дечки кога што имаме се наши кумановски звезди на рок музиката, Филонеда Лио и Шпен Латифи. Покана за 20 август, четврток, на градскиот плоштад во 20 часот, да го проследиме 22-иот поред меѓународен тамбурашки фестивал во континуитет. Што ќе рече дека се имаше слух на сите што учествува во одржувањето на фестивалот, значи градоначалници, советници, една голема поддршка, и се надам дека тоа ќе продолжи, дека ќе се има повеќе сенс за да се дадат повеќе пари да се направи поквалитетна понуда. Први настапуват и го отворат фестивалот групата Табиет од Свети Николе, наши драги колеги кои учествувале на фестивалот, и наши познати и локални и пејачи кои навистина работеле и се уште работат и со групата Табиет и се веќе имиња на македонската естрада. Значи ќе настапи Виктор Димитриевски, што не представуваше и победи на Никогаш не доцна, потоа исто Боби Зафировски, Боби Амадеус, исто така настапи на Никогаш не доцна. За да настапи тука и нашиот познат, мој драг колега Рамо Петревски, кој веќе направи албум со групата Табиет.
И јас мојата маленкост ќе ја поздравам публиката со една музичка номера. За да втората фестивалска вечер настапи Градскиот тамбурашки оркестар Плевља од Црна Гора. Тој е прекрасен оркестар кој има навистина на богата традиција и прекрасен репертоар со вокалната солистка Нина Стругар, која е од Подгорица, Црна Гора. И финалето, односно третата група која требало да биде јаготка на шлагот или како сакате, се вика група Лабанда од Нови Сад, Република Србија, Војводина. Лабанда е атрактивна група од 8 девојки, жени, како сакате, кои свират на тамбура и се многу атрактивни, со еден богат музички репертоар, но за тоа ќе се уверите сами. Ова година е 21 поред. Ќе се одржи две вечери, петок и сабота, 21 и 22. Ова година ќе имаме богата програма, кој што за прв пат ќе имаме некои оркестри кои што не беа до сега со нас. Ќе извојам неколку што ќе бидат бренд и на самиот фестивал. Првата вечер ќе имаме гости од Франција, и тоа да напоменам дека втор пат ќе ни бидат гости од Франција. Оркестарот Луз Брандалус, кои што изразија голема желба да бидат дел од самиот фестивал. Да кажам дека исто така по неколку години ќе биде со нас оркестарот фамилијата од Врајне, Клем Мамутович. Знае дека фамилијата Мамутович е една од најдобрите оркестри кои што ќе бидат дел од самиот фестивал. По неколку години е освојувач на Гуча, Златна труба, прогласен за мајсторско писмо и така натаму. Тие оркестри се веќе познати во целиот свет. Еве, по неколку години се враќаат и ќе имат желба да настапат и на самиот фестивал, ќе дадат се од себе да ги запазат сите пропозиции на самиот фестивал, кој што ова година со договор на организацијата на самиот фестивал ќе отсвират сите изворски песни, ромски, поточно ќе има ромски песни изворски, кои што ќе има можност сите љубители на изворски инструменти да играат, да почнат да се веселат и да се дружиме сите на фестивал. Значи на првата фестивалска вечер ќе имаме 5 оркестри, исто така и на втората вечер ќе имаме 5. Кутно се 10 и со нас ќе биде за прв пат Кумановската звезда, Виктор Димитриевски, кој беше победник во неговашниот касно. Во организација на Сдруженијето Ризница го организираме 14-тиот поред фестивал Тумба Фест, кој веќе си го задзема своето место и е на некој начин бренд на градот. Оваа година имаме 16 нови композиции. Како и секоја година се трудиме од естрадата да го извлечеме она најдоброто, така да оваа година како гости на фестивалот настапуваат Ленче Кукич, Ташко Карамфиловски. Имаме гости од Србија како што е Маријан Драгич, Савршен дан. Имаме гост Матео Шваст од Германија. Тука се Василија Петрова, Јованка Јо, Круме Спасовски, кој ќе има интересна една песна со помош на неговиот пријател, нашиот актер, познат Владо Дечиновски. Значи, на сцената ќе има исклучително квалитетни сценарија, меѓутоа многу квалитетни песни. Оваа година ќе имаме дури 5 песни кои ги исполнуваат наши сограѓани, а имаме 3 песни кои се комплетно дело на кумановски автори. Кога сме кај авторите, исто така би сакал да кажам дека во реализација на Тумба Фест се вклучени најголемите, најпознатите автори од нашата земја, секако и од Куманово. Особено ми е драго што секоја година одредени концерти и манифестации се повторуваат и едноставно се препознатливи за Куманово и за кумановчани.
Исто така, драго ми е што секторот за култура, спорт, социјална заштита и здравствена заштита секогаш максимално во рамки на своите можности во соработка со Фондацијата за култура и спорт едноставно ги поддржува овие настани и обезбедува нивно непречено одвивање. Јас би сакал да ги поканам сите Коновчани да бидат присутни на овие културни настани како такви и исто така за крај би сакал да ја запознам и јавноста дека секторот за култура, спорт и социјална заштита во рамки на својата програма сите овие манифестации ги има поддржано во рамки на апликациите со кои што си имаат пријавено организаторите на овие настани. Се разбира дека средствата никогаш не се доволни, меѓутоа ќе се потрудиме следна година или секоја наредна година едноставно да дадеме повеќе простори, повеќе средства за поквалитетни содржини и настани во рамките на Кумановското културно лето. Ова година исто така се заблагодаруваме на Министерството за култура и посебно на општина Куманово за поддршката што ни ја дава секоја година. Имаме негде 200.000 денари од Министерството за култура и 40.000 денари од општина Куманово. Меѓународниот тамбурашки фестивал оваа година има добиено финансиски средства само од општина Куманово во износ од 450.000 денари. Значи, покровители се јавуваат градоначалникот и советот на општина Куманово, голема благодарност до градоначалникот и до советот. И ќе напомнам дека неколку години поред Фондацијата за култура и спорт за меѓународен тамбурашки фестивал нема никаква финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам. Тулбафест е поддржан со 250.000 денари од фондот за поддржување на културните манифестации. Рано Тулбафест ова година од буџетот на општина Куманово има добиено 500.000 денари, 2 фестивалски вечери, 21 и 22, 10 оркестри, 4 држави, Франција, Бугарија, Србија, Македонија. И имаме 300.000 денари за оркестар кој што го доаѓа Франција, во Министерството. За овој пат 22-тиот меѓународен тамбурашки фестивал ќе го пренесува одложно како снимка нашата телевизија ТВ Плюс и голема благодарност за поддршката, односно за вниманието кое го посветуваат на фестивалот. Мислам дека